Тој процес на екзистенцијални причини заврши, мислам дека пред 10 години. Овој бран на иселување што е сега актуелен е исклучиво врз основа на разочарувањето од правната држава, од функционирањето на општеството, на неможноста да се поистоветите или да си ги реализирате вашите дневни институционални потреби. Затоа и кога зборувавме ова, пак можеби ќе се навратам еден чекор назад, ќе кажам дека кај нас борбата за корупција и со правосудниот систем е декларативна. Затоа што ние, кога ќе видите вака на папар на лист хартија структурата на владата и на институциите, ќе видите дека ние имаме 8 институции кои што во нивните ингеренции имаат борба и спречување на корупција. 8 институции во волку мала држава, рачунете колку вработени, колку функционери, немаат ингеренција. А не половина, поголемиот дел, значи од нив цело време се во пресметка на тоа кој уствари требало да постапи, кој зошто не постапил и меѓусебни обвинувања. И на крај резултатот на крај не постои во како крајен ауткам кој што би можеле граѓаниве да го уживаат или да добијат некаква сигурност дека нешто самоуправа не е слично. Истото е во секаде. Не е градско, не е општинско, баре го министерство. Бе, јас сам проблемот ми се реши. Тоа сакам дека кај нас постојат институции кои што прво декларативно се составени не за да се борат или да действуваат, него напротив се политички решенија за вработување, ништо повеќе, ништо помалку. И те малтретира, вика не си поднел лист. Добро, еве не поднесу. Ви што ќе направиш? 300 евра казна. Еве 300 евра, чао. Не ме замаре. Од друга страна, кај нас исто поразително што пензионерите се главна таргет група за подкусурување за предизборните цели, ако не е единствен. Затоа што знаеме дека е најголема заедница со преку 300.000 350 јачи. Затоа реков преку 300.000 потенцијални гласачи и сите политички субјекти гледаат да им удоволат или да испратат порака која што ќе ги добие симпатиите на пензионерите кај нас. Колку тоа се должи на незаинтересираноста на младите луѓе за да партиципираат? Реформи во однос на општеството и луѓето од другите класи кои што би можеле да ги придобиете или да им понудите решенија или да ги удоволите со некаква си реформа. Младите се интересираат, ама тука настанува проблемот на погрешна селекција или негативна селекција. Кога некој што е млад, квалитетен и бунтовен, ти не можеш да го канализираш натре во самиот систем на политичкото раководење, затоа што основата на политиката всушност е форма на изнаоѓање на решенија. И сега, или на компромис, да кажеме. Ајде да кажеме. И сега, ако не можеш ти, пример, него да го натераш да биде тој што ќе ги хендла нештата, ти стави го, разви го стручно, да кажеме, во одредено. Не, тоаш пак ќе го ставиш послушникот или ќе го ставиш оној ограничениот и сега, по големата маса на млади, што настанува? Јас имам една теорија, и не е теорија, се испоставува дека во пракса покажува дека е точна, дека обично автершокот во одредена сфера, дејност или фела се случува 10, 15 или 20 години, фактички доаѓа на браќата, братучедите или децата во одредена област. Пример ќе кажем. Во 90-ти години имаше пример интерес да се запишуваат луѓе во одредено, да кажеме, техничко школа, универзитет. И сите се запишуваат таму. И се примаат, да кажеме, 200, 300 луѓе, така? И сега решиле професорите да нема проточност. Да нема проточност, да има сечење од 300 завршувале 30, 20, 50. Кога ти на тој факултет ќе му ставиш едно црно петно, дека таму џабе се мачиш, џабе се трудиш, а пример со економски или со правен или со било што испите или повеќе пари ќе ги заработиш, знаете што се случува? Кога ќе дојде генерацијата, еве пример, јас сум бил таа генерација, доаѓа Александар не ќе ја слушни таму. Зошто? Затоа што некој 10 години му зборел се само таму немој да одиш. Александар утре ќе кажи на Јана се само таму немој. И тие таа негативна критика, пример, еве да кажеме во оваа дејност, се случува 10, значи не се случува одма на не. Секогаш кај нас не трендовски, кај нас исто е, тоа е дел од образовниот процес и пазарот на труд кој што не соработуваат. Кај нас немате размена на податоци за да дел од општеството да го насочувате во насоки кај што. И друго сакам да кажам. Не е само тоа. Еве сега ќе ти кажам пример. Ајде, довршете па да. Ако некој ти од старт не сметаш дека е кадарен да студира машинство, електро, градежен, архитектура. Зошто воопшто му дава шанса да пополниш бројка за да добиеш некакви... Да, Ристевски, но проблемот се и после вработувањата, значи... Само едно прашање, колку луѓе, дали памтиш тебе, ти ко беше студент, баш ја знам таа временска рамка, ти ко беше студент,
колку луѓе се потепуваат да студираат евенистиот на правен факултет. Токму тоа сакам да го кажам, затоа ве оставив да се докажете. Луѓе се пуштат цели генерации и плюс во приватна квота уште 200 полни амфитеатри. Тоа се трендовски бранови кои што ќе назва општеството така се оставаат. Еве, сакате да ви за мојот точно сте за мојата генерација кај што кажува дека сите бевме или направени или на економски. Ај сега кажете ми поголема иронија или сарказам има ли од ова каде што сите генерации последниве 5 години најбаран факултет ви е Финки, а Финки нема собствен објект. Де него стои карабина уште не изграден, се наоѓаат со канцеларии, со баш за Финки најдобро знам затоа што Финки беше студентска група која се издвои по да се докажам само. Значи тоа го кажам, значи кај нас имате трендовски бранови кои што никој не се обидел да ги пресретне или да ги насочи. Тоа кажува дека ние немаме структурирање во општеството, кога немате структурирање во општеството, кога немате насочување, што очекувате да биде крајниот резултат? Еве, сте гледале ли филмови на пример во Западот каде што едно на пример на американски филм, дете успешен надежен кошаркар, му доаѓаат 5 универзитети да го врбуваат да дојде да се запише кај нив на факултет и притоа ова е само спортската позадина. Имате и деца кои што биле талентирани на пример за математика, доаѓаат универзитети како Јел и му викаат дека вие треба со природонаучни наука да се бавите, да бидете физичар, хемичар. Кај нас такви работи не постојат. Ние сме испуштени во општеството. Кај нас родителите одлучуваат, ја имам ваму пријателче на овој факултет, ќе го пишам тука, 3-4 професори, другово дете ако се снајде, затоа и такви биле брановите. Тогаш било, добро е да бидеш правник или економист, ајде сите направени на економски запишете се. Сега информатичките науки се во тренд и се популарни, знаат дека има високи плати во тој сектор и затоа сите децава се насочуваат кон Финки и кон овие факултети. Ме разбирате? Значи, сакам да ви кажам поразителни факти. Еве, прашајте ги, обратете се на хемиски или на факултетот за физика. Прашајте последниот студент кога ја запиша. Знам. Ние за 5 години, ние за наредните 5 години нема да имаме професори наставници по физика и хемија кои што ќе може да предава. Ни предаваат импровизирани луѓе кои што од ПМФ имаат завршено факултет, кои што имаат малце поголемо познавање од останатите, тие предаваат по образовни институции. Затоа ви кажувам, тоа се поразителните работи кои што ние не се справуваме. Никој не се справува со овие работи кои што нашето општество ги доживува, никој не ги пресретнува како проблем, нити ги таргетираме како проблеми за да можеме да ги решиме или да ги пресретнеме да не ни се случуваат. Ќе ти кажам една работа, еден битен лик вака пред 10 години. Тоа ви изјави на држава со визија и требаше еден проект да се сработи. Види, ние влегуваме и во раководењето системско внатре на ниво кој што може да сработи сега. И многу убаво го кажа, ние не успеавме како нација, може во спортот до негде кога видиш некој инај што тера, еве го Лазаров во ракомет тоа пробува да го направи, па го рушат сите моментално, а тој размислува за 10-15 години, јас апсолутно го поддржувам ова што собира млади играчи што го форсира секоја чест и се види дека е во право. Мене ми се случи со еден, не беше политичар, беше директор на институција и требаше еден проект да се почне, да се сработи нешто и доаѓа преку Европа, преку западни луѓе и требаше да се фати проект да се сработи нешто битно. Пречистителна станица со не знам што, бла 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 бла. И вика, па добро, проектот вика година, 2 и 5 години изработка. Не, вика, батали, зошто? Па вика, ја нема да бидам тука, вика, дека тоа се тера. Ме разбираш, значи нема да ги уживам политичките поени од тоа. Затоа е најтешко пример ние ги решаваме инфраструктурни проекти или па градењето на објекти. Пример, решила владата да ги гради што викаш Финки и факултет за спорт и сега као се вика не знам што на Битпазар. Значи мислеле година, 2, 3, не е битно, смислиле, одлучиле наша локација. Крева карабинија, доаѓа тогашниот премиер Заев и вика ја не градам. Не можеш човече да не градиш. Не може да не градиш. Да, ги ставија во судски процес чисто за да не можат да бидат извадени. И сега знаеш што се случува? Пошто одобрение за градба, а ти барем го знаеш тоа, да е 10 години време и сега ако истечи не можеш да продадеш само нова постапка, Јана, не знам дали знаеш. Оти кога ќе ти издадат одобрение за градба имаш 10 години време. И ако заглавиш во 10 години пак треба одново да бараш нова постапка. Па технички прием, па испитување. Во ред. Сега, одговорност нема. Да, во интерес на времето бидејќи сакам повеќе теми актуелни да офатиме. Ако зборуваме за тоа што државата прави или не прави, односно колкав е капацитетот воопшто и за водење на внатрешната политика и подобрување на стандардот на граѓаните, ме интересира од друга страна како вие лично гледате еве на она што денеска пак беше одлучено на самитот на НАТО во Хаг,
за одвојување на 5% од БДП-то на секоја држава до 2035 година. Оно што сега се отвара како прашање е дали нашата македонската економија може да ги издржи тие дупли трошоци, чинам вкупно ќе бидат 800 милиони плюс 400 милиони. Таму беше македонската претседателка и во однос на надворешната политика ќе ги продискутираме подолго тие пораки. Меѓутоа Шпанија реагираше, чинам единствено и начално сите други се како вие гледате позиционирањето на нашата влада во овој однос? Еве Трајановски. Мислам дека нашата влада немаше избор поинаку да се позиционира нити па да противречи на оваа одлука. Мислам Трамп ова го најавуваше, американскиот претседател Трамп ова го најавуваше како иницијативу што во неговиот претходен мандат. После тоа оваа работа се занемари со неговото доаѓање, особено JD Vance беше тој кој што беше изречен. Првата порака стигна уште во март месец негде на почетокот, каде што кажа дека сите земји членки на НАТО треба да бидат подготвени дека ќе се зголеми процентот од GDP-то или бруто домашниот производ на членките кои што ќе мора да плаќаат за заштита, затоа што Америка повеќе не може да го издржува теретот за да плаќаат целокупната заштита, военото опремување и ред други обврски кои што се на сите членки на НАТО, а генерално досега како што ги поставиле работиве, претежно Америка беше онаа кој што ги беше на нејзин терет и финансиски и логистички овие работи. За нас како земја, иако еве многу и во минатото политички кога се представувало членството на НАТО во НАТО на Македонија, се кажувало дека ние сме еднакви на таа маса. Знаеме дека не сме еднакви на таа маса, едноставно мораме да ги пратиме ставките кои што и насоките кои што најмокната воена алијанса и стратешка алијанса пред се за нас ги упатува. Ајде да речеме дека ублажувачки фактор е тоа што овие покачувања нема да дојдат одеднаш, него ќе бидат постепени, етапно. Така да се остава простор за да се реагира од аспект на развојот на економијата, така да тие параметри во иднина ќе се земаат пред се со развојот на економските параметри, тука ќе може да после да се придонесува кон пред се воената одбрана и избогатувањето на вооружувањето на нашата армија прво и после придонесот во алијансата, секако и во учеството во одредени активности на алијансата, така да ова се неколку сегменти кои што ги офаќаат, ги засегаат нашите органи, пред се Министерството за одбрана. Како држава која што кубуриме со економските параметри, сметам дека имаме, ајде да не се изразам погрешно да речам, наштимани бројки во однос на бруто домашниот производ, сметам дека во иднина, без разлика дали е ова актуелна или било која структура на власт, ќе мора да научи дека врз основа на економските параметри ќе мора сериозно и малце попрецизно да работи, да ги предвидува растот или падот на економијата, како и развојот на индустријата или падот. Истите да ги манифестира или да ги кажува во јавноста. Ке нас знаеме дека овие параметри постојано се џвакаат и се соопштуваат онака како што им одговара на одредени структури. Една страна секогаш ги фали, другава секогаш ги критикува. Сметам дека прво тоа е несериозно како една државна целина да го правиме постојано. Мора да се надминеме, да созрееме и во нашето политичко действување и во нашето, мислам, постоење како држава и дека овие работи на дневна основа не можеме да ги користиме за политички пресметки, него напротив тоа се проекции врз кои што се проектира. Не треба, него сметам дека ова се параметри кои што и да се лоши и да се добри, сите политички чинители во наше општество и
финансиски параметри кои што ќе бидат изречени, треба да ги користат за да можеме да абсорбираме податоци со кои што би знаели или би предвиделе одредени експертски структури или политички чинители како би можеле да ги намалиме, да ги зголемиме, и на ова е нешто што уште еднаш ни покажува дека ние мораме за некои основи и за некои точки да научиме дека мораме заедно да и план да функционираме направиме. и да работиме. Значи самото финансирање, кога го спомнавме, еве ќе порасне. Биле 300-400 милиони, ќе станат 500-600. Не може и нас НАТО до детаљ, до денарче да ни каже кај ќе ги намениме. Ако сме паметни, ако сме функционални, ако имаме 2 грама визија, прво за развој на државата, тогаш имаме начин како да ги примениме. Ние, пример, се сочивме пред една година. Не се согласувам со вас, мислам дека ставките за НАТО се многу прецизни каде треба да само... три филтри се низ кои што мора да одат. Ние сега имаме, тука не би импровизирал. Ние сега имаме еден многу битен пример. Еве сега ти кажам. Ние пред една година, нели она техника беше треба да отслужиш војска, нели обука да помениш, после да нас не се случи прошла година да има 0 пријавени. Да. Сега, ние може тоа да го регулираме на друг начин. Дали да вратиме повторно задолжителен рок, дали да вратиме некаква мотивација, стимулација, дали додиме на принцип на правење како што Запад има, да кажеме, некакво средно воено училиште, па по дефолт кој ќе заврши од 14 до 18 години веќе одма да влези во системот како питомец. А на крајот на криштата во Франција бев пред 20 на години, тие Екол Политехник, еден од најпрестижните универзитети, е под Министерство за одбрана. Јас пример не сум знаел. Екол Политехник кој е ван град, 20 на километри ван град, мал, технички, стегнат универзитет, 2000 студенти има, строго машинство, граѓевништво, вона, Министерство за одбрана го финансира, имаат интерес како, значи и сега да направиме мала дегресија, сакате, ние имавме полициска академија каде што имате дипломирани студенти кои не се вработени, може да се вработат во МВР. Па значи, тоа сакам да кажам, ние кога или пример како беше она за суди јавни обвинители или за пожарникари, за било што, значи не смееме ние да го заобиколуваме системот. Ако одредена структура се прави наменско за нешто, со докторите исто, се ти го финансираш и после го пушташ доди во странство, нема логика. Значи мора да му се трансформира по дефолт. Еве, она со специјалисти ние што го правиме. Едно специјалистичко. Мислам дека од НАТО малце. Ама не, ја ви кажам, ке нас ставките 5% од GDP точно се знае, значи вооружување, до обука на постоечката армија, воена одбрана. Дали ово дело дали е дел од овој инфраструктура. Да, факт е дека и поголеми европски држави. Ама еве, ама влегува така. Прашањето е за нас. Ама еве, на такви работи, ние воената болница више градска ја направивме градска, да. Ама тоа е нашата деструкција. Значи ние покажуваме дека и тоа што сме го имале, сме го разориле, сме го растуриле. Добро, сега малку ќе ве вратам на НАТО самитот, односно она што се можевме еве изминативе 2 дена да го чуеме и видиме од тамо. Очекувано некако се доби впечаток дека Трамп доминираше. Изјавите се повеќе за тоа што секако самува за БДП нас што не тангира. Претседателката Силјановска Давкова кажа дека ги искористила средбите и повикала денеска да се деблокира нашиот евроинтегративен пат. Светските лидери се секако повеќе фокусирани на она што е актуелно, војна Иран, Израел, катастрофата во Газа, Русија, Украина, секако прашањето, нова воена помош, но еве конкретно Трановски, претседателката имала некоја формална средба и со Трамп, но она што претходно многу се зборуваше и обидите од нашата страна за да воспоставиме некаква комуникација со бугарите, па иако не суштинска, протоколарна средба со бугарскиот премиер Желјасков, претседателката имаше коректни пофални зборови, тој пак од она што можев да го прочитам во бугарските медиуми, по средбата со нејзе имаше изјава дека Македонија не треба да го освои Вавилон, како што рече, за да влезе во ЕУ, туку само да ги исполни критериумите за членство. Има ли воопшто волја во Софија да суштински да се разговара за проблемите со нас? Го спомнавте и го цитиравте изјава на премиерот на Бугарија господин Желјасков. Друга некоја изјава на премиерот во изминатиот период сте прочитале на Бугарија? Па некако тивки се во однос. Во бугарското собрание не. Прво, мене ми е драго што бугарската влада успеа да консолидира една по-долготрајна структура,
И што да трае видиме колку повеќе ќе од трае, 5-6 месеци. Ето. Сепак, значи, ако ја познавате добро политичката ситуација во Бугарија, ќе видите дека и оваа влада е на стаклени нозе, како што и беше во изминативе 3 години, не можеше да обстане поише од 5-6 месеци. Така да и оваа фигура на премиер во ликот и делото на господинот Желјасков, што јас немам ништо лично против него, сметам дека е само една фигура која се користи исклучиво за праќање политички пораки. Во позадина стојат политички структури кои што не отстапуваат ни милиметар од нивните ставови, тоа се гледаше изминативе неколку денови. Јас го кажав дека Бугарија не е, особено во Европарламентот, представниците на Бугарија не се луѓе кои што би можеле да потпаднат под влијание на некакво си лоби или влијание на било која да речам фигура или личност од европските земји да проба да разговара со нив, да го омекнат ставот или не, или да дозволат да отстапат некој милиметар или повеќе. Тоа се покажа во изминативе неколку дена. Мене ми е само жал што повторно ќе кажам дека овој извештај за Македонија кој што беше усвоен вчера е извештај кој што консолидира работа на во неколку години. Тоа се ги вклучува годините 2022, 2023 и 2024 година. И сега поделеноста кај нас во општеството, што е трагично, мене ако ме прашате, овој извештај ние требаше вчера сите целокупното општество и заедно и опозицијата и власта да го поздравиме, затоа што сите имаме, да речеме, таков и бенефит и придонес, затоа што ви напоменав дека се во овој извештај се опфатени филтер. Без разлика. Главниот збор ќе се има на пленарното заседание. Таму може и да помина амандманот и прашање модерниот и современиот. Објективно се правиме муабе, значи ако ние од другата страна ја имаме целокупната бугарска политичка сцена без разлика на опозиција, позиција, маргинални политички чинители, некогаш што биле носители на високи функции, сега немаат ни 2% рейтинги и такви работи. Ние од другава страна ви кажувам најаргументирано на јавноста дека треба да знае, значи во овој извештај се состојат параметри и бројки од години кои што се ги опфаќа и претходната влада во Република Македонија. И ние наместо тој извештај вчера сите да го поздравиме дека и да се консолидираме како фронт и дека од сега натака би можеле да се зацврстиме, да се фортифицираме кон овој извештај, дека сме обединети и дека од сега ние ќе настапуваме. Тоа е цртата. Ние повторно го искористивме за дневно политички цели, едните да го покажат како победа, другите да го покажат како пораз. Точно и она што вие ми го спомнавте, дека ова е првата прелиминарна фаза каде што заврши презентацијата и беше усвоен. Понатаму ќе следи, значи, дел од неговата содржина ќе биде отфрлена, дел ќе биде прифатена, може да биде и Кои се вашите очекувања во овој однос? Ајде веќе ако видете, ве прашувам од аспект дали сметате дека бугарските европратеници, бидејќи факт е дека тој амандман сега што се крена многу прашања со придавката модерен или современ, стои пред македонски. Да. Имаше вчера нели премиерот Мицкоски коментар околу ова, бидејќи де факто во Европската народна партија и се и дел бугарските европратеници. Но може би за многумина беше поголемото изненадување бидејќи тој предлог дојде од германски европратеник. Што мене не изненадува општо. Добро, меѓутоа една од поентите на нашите власти беше дека се види дека се гледа лицемерието. Прашањето ми е, бидејќи де факто известувачот Томас Вајц од она што барем како изјави можеме ние да го слушнеме, е зачуден. Зачуден е од тоа што се случува и од реакциите. И нападите кон него. Сега, прашањето е дали навистина бугарското лоби може да е толку силно и да има поддршка, како што, например, еве и Сијарто, унгарецот, кога кажа последно дека не е само Бугарија, туку дека има и други земји членки што не сакаат. Диновска што беше интервјуиран истото го кажа. Дали сега може да го поставиме прашањето кои навистина и се искрени пријатели на земјава, макар и за еден ваков извештај, кои не? Видете, кај нас токму овие работи излегуваат на виделина сега, затоа што, например, сите политички субјекти, без разлика дали е ВМРО што представувало дека е моќен партнер во ЕПП како групација е прва која што го уважи прво промената на името, тоа мора сите да го знаат,
И исто уважувањето на промената на името во Европа беше во присуство на представници од ВМРО-ДПМН. Тоа е факт, нема тука сега што да се крие. Но нормално, легитимно политички да речеме, дека ова политичка гарнитура на ВМРО, тоа сигурно нема да се пофали со тоа во македонското општество и во медиумите во јавноста. Исто така и за овие работи. Така. Значи, ВМРО-ДПМН помина во една ера каде што мораше и сакаше да нагласи дека има европски партнери и тогаш беа редовни посетители на тие средбите на ЕПП. ЕПП е позната по нивните ставови дека и не се така наклонети кон македонското прашање и идентитетот и јазикот, но ете природно таа десничарска нели групација на партии природно ни припаѓаат таму. Например, мене ако ме прашате за Македонија, збориме од овие европски групации на европратеници на движења, поблиски ставови имаат социјалдемократите и овие што се независните. Не, либералите како беа АЛДЕ. Така да они мислам дека имаат многу порелаксиран и поприфатлив став за нас како да. И објективно го прифаќаат и нашето право на самоопределување. Но луѓето кај нас и медиумите сметам дека треба малце толку им дозволува просторот од овие пораки кои што ги праќаат политичките субјекти, дека само тоа што ќе биде сервирано од нив да се прикаже како победа или така да го разбирам и ВМРО-ДПМН кога требаше да се покаже дека се блиски до Олаф Шолц, се сликаа со Олаф Шолц, кога требаше да се прикаже дека сега новиот како се вика на канцелар на Германија, дека и он е дел од ЕПП и дека со него имаме соработка, а реално овие пораки кои што ни ги праќаат европратениците од истиве овие политички структури, гледаме дека во пракса и дека тоа не е баш. Добро, да, вчера Томас Вајц имаше ексклузивно интервју баш за Канал 5, спомена дека можеби нема да помине овој амандман, но тоа се веќе техникали да не ги обременуваме, ќе видиме гледачите. Не зборуваме за техникалите на амандманите, ама структурата на извештајот е првична, значи првобитно дека е прифатена. Тоа е неспорно дека ние би требало сите да го уважиме. Да. Покажува смерница дека конечно некој дал некакво исправно гледање за нас, а ги гледаме условно речено, да не речам не можам да кажам исправно гледање, но сметам дека Европската унија више ги прима вибрациите за дисреспектот према Македонија. И дека не тоа ми беше токму прашањето. Дали сметате дека Европа почнува да го разбира ова, што еве на некаков начин е интенција на нашата влада? Токму тоа вчера меѓу другото го спомена и Мицкоски дека сега видела и Европа па и македонската јавност. Да, со што се соочуваме, но од друга страна колку ова според вас Еве Ристевски ги може да ги подобри македонските позиции, односно апропо уставните измени, се она што дека како што вели еве премиерот не станува збор само за 100 бугари во уставот, туку проблемот е идентитетот. Види, значи во неколку наврати еве и во ова студио има неколку работи што знам да ги повторувам, а ги повторувам се со цел за да на луѓето им влезе во главата. Тоа е исто кона што го кажам нели кај тебе 5 пати, кај други еден куп пати, за тоа дали ќе влеземе, кога ќе влеземе и дали воопшто ќе влеземе. Слично е ова. Пак ќе ти кажам, 15 години помина во џип низ Македонија американец. И американецот ти вика вака: ние сакаме да ги решиме проблемите кои настанале. Гркот 95% тоа што го кажува кон Македонија има консензус. Бугаринот 93%. Кај вас вика етничките македонци 60-70% од 65%, значи 40%, 45% стојат за едната страна, другите им е seедно, а етничките заедници, дел од нив, не сите, во зависност од каква е констелацијата на околноста ќе се кај вас ќе се врши притисокот. Зошто? Затоа што немате унифициран став. Затоа што немате Тоа и ја што го зборувам цело време. Да, токму до тоа стига. И вика вие внатрешно вика конација не сте на чисто, вика што треба да направи. И сега кога некои политичари, еве кон јас баш ќе го адресирам вака у чело у Рашле, како СДСМ, кога вика дека е seедно, дека може да се договориме, дека прават, тие не сваќаат колкава штета прават, стартно со изјавите во јавноста, затоа што тогаш тие се нудат како опција пред Западот, значи ставете ме мене, што ќе ми кажете, тоа ќе направам. На тој начин, овој идем у Дубај. Не се сложувам со вас. Јас затоа ви кажам, еви сега побарав да бидеме објективни. Сам ја ве разбирам и нападот кон СДСМ. Дали има проблем? Пак ви кажам, значи сублиматот на овој извештај опфаќа работа и на предходната и на постоечката. Сега сакам да бидам толку критичен, ќе кажев ова, што се случи во 2024 година откако е ВМРО-ДПМН во однос на евроинтегративниот процес.
Барем 2 милиметра, ни са. Затоа ви кажам. Не 2 милиметра, Бидете малце барем запреа одредени процеси на прифаќање се. Затоа што почна да се Да, Александар, види, претходно почна да се чистат луѓе. Се најде еден ние застраниме се. Ова влада застрана од евроинтегративниот процес. Ама чекај, под изговор дека единствена опција ни беше како ќе пробаме со одложено важење. Сите што сме малце барем поупатени во политиката, знаеме дека тоа не е изводливо? Значи, уставни измени со одложено, тоа е непостоечка работа и дека не можеше... Чекај сега, ние еден куп работи... Не е справедливо. Не е справедливо. Помина и таа работа, ви не поздравија тројца, четворица функционери на Европската... Ние промена правиме, слушни ме. Нема народ да не прати двајца збориме. Ама сега ти кажувам зашто. Не ми кажувам, глупо изгледа пред луѓето два гласа. Добро, сега, дека има дебата. Ние правевме промена на избори на територијални, на локална самоуправа, па ние имавме одложено за 2 мандата при спојување пример на Кичево со општините. Еве можело. Ние имаме еден куп. Чекај сега, тоа е. И слушај. Што зборите локална самоуправа со територијална? Ако закон е тоа. Територијална со уставни измени. Уставни измени не е закон. Лек специјалист, ние имаме еден куп ситуации кај нас. И не кај нас во цела Европа. Втора работа. Ти ја правиш измената, ја правиш и викаш со рок на употреба, пример 2030, 2035. На крајот на криштата можеш правно, имаме правно писмени луѓе и од меѓународно право, кој може да каже... И ние знаевме дека уставни измени се одложени... Дејство не е изводливо? Не е изводливо. Добро, тогаш ќе бараш некаква форма. Го кажа тоа повеќе институции и филтри. Што рече премиерот на државата по едно прашање? Нема проблем, ќе внесеме и црногорци, и словенци, и хрвати, и египтјани. Да довршаме, сечиш. И египтјани, и кажи го евреи, и реков, хрвати, словенци, црногорци, египтјани и евреи. Ке ги внесиме сите заедно со бугарите, но една работа од пресудите на Европскиот суд за човекови права 14, 15, 16 колку се, нека одберат кои сакаат, 3 нека ги прифатат и ги применат до државата. Значи не бараш да им се смени устав. Ристевски, очигледно само да го поставам прашањето. Очигледно е дека тоа нема да биде прифатено од официјална Софија. Затоа сакам објективно. Само извини, во меѓувреме ако не биде прифатено, тогаш во меѓувреме дај барем натре државата системски да почнеме да ја оправаме. Знаете каде? Ние не оправаме државата, луѓе. Ние се занимаваме ве секојдневно. Знаете каде е иронијата? За дивоградби, гледај сега. Захтевот на Бугарија Добро. Стигна до вратата на уставни измени во нашава земја, во нашиот систем. Добро. Така? Ова што го зборуваме ја и ти. Добро. Значи премиер на држава го нема изјавено дека Бугарија можеби треба исто така да го смени уставот или законите. Ме разбирате, тоа се чив премиер на држава? Па еве конкретно нашиот вречија се прифатат три одлуки на Европски суд за човекова права. Не се кажува така. Значи не е тоа да кажете вие јавното мнение треба сега експертите да кажат дека ние треба да бараме уважување на нашите малцинства во Бугарија. Значи тоа се кажува постоењето. Значи видете, ако ние сме сериозна држава со сериозни лидери, тоа се барат исто така ќе ги повикате представници од Америка, од Европската унија, ќе седнете на маса. Не се кажува јавно. Тоа се одби точно, ама тоа треба да го кажеме малце погласно за да кажеме дека ние сме спремни да направиме отстапки доколку Бугарија е спремна да прави уставни измени. Ние ќе направиме, нека направи Бугарија. Ке нас не се тие пораките, ке нас се знаеш, ние треба нашиве да бидат уважени, ама ние ќе направиме успешни. На вистина на председателката и Муцунски изјави дека сме подготвени. Ако нешто ми е драго што се сложуваме, е тоа дека ние немаме унитарен став. Бугарите а малку се затоа кажувам во неколку наврати. Бугарите а малку се осеќаат загрозени. Они декларации се гласаат во собранија, со апсолутно мнозинство се гласа. А кај нас еден извештај не можеме, се делиме цела јавност и општество, го делиме, едните викаат браво, другите викаат уа. И после тие што терат контра се љутат и некој предавник ги вика. Ајде да бидејќи многу пати во дебати сум се обидувала за било која тема да го поставам прашањето за консензус помеѓу власта и опозицијата за државните прашања. Дали еве конкретно за оваа тема евро перспектива што доколку останеме заглавени, каде ќе оди државата и дали воопшто сметате дека може да има некакво помирување барем во однос на надворешната политика помеѓу власта и опозицијата. Имаше пред неколку месеци лидерска Мицкоски и Филипча. Не беше за овие прашања. Во околу евроинтеграциите останаа отворени и од едната страна еве вчера конкретно извештајот ги видовме реакциите, сада само излезе веднаш со критики дека е шамар за Мицкоски и од неговите сојузници, и од друга страна
они стварно не знаат кај терат. Попрво имам верба дека Како Гром, тој дека национален Левица, дека консензус? Дом, дека појки имаат свест. Јас мислам дека СДС оди на класично буквално терање инат или она логика на контра. Не, мислам Све дека контра- ние СДСМ, јаве на вистина, извини ако те прекинав, ама мислам дека ни СДСМ не знаат дека дел од извештајот ги се состојат 2022 Нивниот период. 2024 Најголем дел од нивниот период, да. И еве јас пак ќе прашам, значи што направи Не ВМРО знаат кај ДПМН во 2024 година за да бидат толку заслужни и Ете, само да. заслужни И да го припишат за во овој себе, да. позитивен извештај, ме Да. разбирате? Треба малце да прочитате, еве, да потрошите некој време, да прочитате дел од не, извештајот. види. И сега можеби не е на македонски, но има луѓе, би требало да има луѓе и Што во може да им преведат или Социјалдемократскиот знаат сојуз јазик. да седнат малце Да. да потрошат време и да видат дека Не, мислам дека не знаат кај терат. Добро, но, Јас големо мислење имав за нив дека се партија со интегритет и дека луѓе внатре во системот имаат кои се борци, ама очигледно внатре не им се веќе, затоа што и тие еве што им се во раководството се условно речено нови во политика, изјавите што ми ги дадат многу ми се дилетантски. Јас према нив како Добро, партија тоа која партиски половреме препукувања секојдневно слушаме за Бојана можеби во иднина и од и со едната вас страна и со од благ, другата страна. во иднина можеби некој функционер од ВМРО и СДСМ така за политиките ќе зборуваме вака, зборам за програми и за она што е реализирано. Сега вака така е. може да анализираме и да затоа не сакам. полабаво. Да. Ристевски, каде вие го гледате решението за излез од овој ќорсокак, за кој што сега зборуваме? Спомена Трановски претходно, се нудеа и дел од европските челници за никакво посредништво помеѓу Скопје и Софија. Софија очигледно го отфрла и не го прифаќа. Еве и претседателката денеска имаше изјава дека подобро е двете страни да останат сами да зборуваат, но дали воопшто е возможно тоа во догледен период? Не ќе да не примат во Европска унија. Европа која сака нешто да направи, значи вака се. Тие што се малце повозрасни знаат Бугарија и Украина какви држави биле. Јас пред 20 години сум бил во Украина и во Бугарија. Тоа е хаос, не виде, значи од комунизмот има убави згради, објекти, распашано, нема фискални, нема ти бара оди во Романија, ти бара митово воз, ти бара да ти земе пари, на граница те рекетираат, мислам комедија невидена. Албанија сличен пример беше по многу аспекти. Кога Европа ќе биде реална, не лицемерна, и кога реално ќе сака да го интегрира цел Западен Балкан, а јас се уште тврдам и верувам во тоа, дека Западен Балкан ако не го влезат во купче, комплет, значи од хрватска граница, што би рекле Босна, со нивната интересна смешна граница, ваки Добро, сечена со очигледно реки. нема да влезе. Албанија си почна да си имитира веќе Значи, преговорите. Србија тера 14 години. Добро, преговори. тие се ради не се косовското слажам. прашање. Албанија ви беше многу добар пример, но исто така треба да кажеме дека Албанија на пример за пола година отвори 4 поглавја. Така е. Така да Но прашање е сакам да ви Албанија кажам, лета, граби- не, ама нема збор и внатре инфраструктура. Црна јас Гора знам, исто. Јас знам колку беа затуцани сите и заостанати и каков развој имаат и во инфраструктура и во секоја чест. Но јас пак ќе ви кажам една работа. Јас сум строго уверен дека нема да има желба и тоа внесување во Европска унија наша или на цел Западен Балкан е со оној предлог што сакаат да го осмислуваат да има втора лига. Значи кога кошарка што има АБА, кај што играат Партизан, Звезда и Дубаи, сега сакаат нас у АБА 2 да играат турнирски систем. Значи и да не примат нас во Европска унија, сакаат да не направат некаква втора лига, каде што во таа втора лига кај што ќе влеземе, ќе немаме еден куп ингеренции и ќе го немаме оној дел на 6-месечно председателство. Замислете, така да, Знаете јас како сум го малку, разбирам само ovo? да довршам мислата. Да, Јас сум малку скептичен дека реално Европа сака да не вметне сите. Затоа што премногу лажи и ветување имаше не кон нас, кон сите во Западниот Балкан. Очигледно со раздвојувањето од Албанија и нашето дека не сака да сакала Европа, ја да сакала севкупна Европа. Да ја интегрира еве Босна. Ќе му дозволела вака да се копрца и се доди како сакале да го скинат политички, тоа ќе го направеле. Добро. Мислам дека малце риториката, ќе се оградам. Да го тргнат од позиција, да кажеме. Да, сега на Значи крај да да сакаат го- нешто да да останеме направат, до значи да го чествени. тргнат од политичкото ниво, можеле, како што се влијае Видете, значи политичките процеси се или сте за евроинтеграција, треба да ги имплементирате Апсолутно, да. сите. Значи ние И треба. извештај секоја година Македонија испраќа во Европската унија. И се лаже. Не можете така да кажете. Значи не можеме ние како држава, прво е несериозно, единствен кривец за нашиот евроинтегративен процес да ни биде Европската унија. Ние сами да сме криви. Ниту па Бугарија. Да. Или кога ќе дојдеме во тесно и тогаш па добро, не е само Бугарија, Бугарија има другари.
Исто и ова што И го тоа е кажувате во спортска терминологија, дека на пример ние сме имале прилика. Да, они ни кажале на пример нас пред 10 години соберете тим ќе правиме лига. Ета. Треба да играте во таа и таа лига. И ние се од тие пред 10 години, знаете како испаѓа работава? Ние тогаш требаше да играме во прва лига, По миналото, ама да. знаеш, они тогаш ние немавме напаѓач, не можевме да најдеме и лева полутка и на крај еве сега не мачат тука, не можеме со Да се вратиме у Це лига таму трета Да. исток нешто. Така е. Така, затоа ви кажам, значи Европската унија не може да ни биде нас единствен кривец. Ние некако Не, ние самите сме криви. затоа ви кажам, ние како државниот врв, лидерството на оваа држава е секогаш бара кривец во друга насока, никогаш не превзема одговорност дека и сега, на пример, и претходната власт да била, да кажеме дека да, направивме грешка и сега дека ние не се консолидираме после нашите грешки. Не го продолжуваме по старо. Еве исто ви кажам, и минатиот пат кога бев во емисијата, значи ние влеговме во еден, да речем, дипломатски, шаховски костец со Грција, каде што го изигравме, заврши така како што го изигравме. Не можете да ми кажете дека ние немаме искуство сега да влеземе во оваа втора партија шах со Бугарија. И дека ние не можеме да правиме потези. Не разбирате? Значи пак е човечки фактор. Ама без разлика дали е човечки пат, тоа е дипломатија која што не може да се решава преку ноќ или за една година. Другата работа е што ние ги практиме сите овие работи кои што се случуваат и мораме да ги земаме сите фактори во предвид. Албанија отиде напред. Точно е дека Европската унија секогаш си има стратешки интереси и дека сака сега од мала врата да ја пробутка Украина. А Украина реално не е нити спремна, нити поработела на Нити било Да, функционална имаше држава. многу реакции Нити за тоа, поработела на меѓутоа... било. Еве кажувате тоа се вие дека сте политички биле пред процеси. 10-15 години, јас сум бил пред 7 години во Украина. Во Украина вадите пари и си купувате функција. Вадиш 12 милиона, стануваш градоначалник, 20 милиона, стануваш министер. Еве ви кажувам, најкорумпираната држава на европското тло е Украина или беше. И сега викаат ќе внесат во Европска унија преку ноќ. Сега добро, тоа се стратешки Така, интереси. И то со која Ама територија? гледайте сега, и ние имаме стратешки интереси Така е. да станеме дел од тоа семејство. Така или не е така? Апсолутно. И сега ние треба некои работи да ги Поентирајте придвижуваме. на крај Не сме можеме готови. ние да не придвижуваме одредени работи секогаш друг да ни биде крив. Зошто не сме направиле ни милиметар овакво? Или кога треба да не отстапуваме, ние самите меѓу себе да се расправаме или да се посочуваме, они не сакаа компромис, не сакаа. Значи општиот впечаток што може да го земеме дека реално ние не сме искрени не према само самите за себе си националните- и второ затоа што начинот на кој функционираме индивидуално како индивидуи, како Александар како Јана и туркаме некоја своја агенда или своја, а немаме национална агенда за која Не е само за национално, Добра. тоа ни се прелива на сите ниво на систем. власт. Еве и Така во е. локалната ви исто, Слично. Белград, Скопје ви е исто, значи ние немаме консензус за основни потреби на граѓаните. За градинка, за школа, за каква канализација. Добра, Градинка, господа, ќе школа, морам да ве автобуси, прекинам. инфраструктура за било што. Да, ни предстојат локални избори, Господ нека ни е секако на помош. ќе има време и за овие теми. Теми. Ви благодарам на двајцата што бевте дел од Самовистина. Беше задоволство. Благодарам на приликата. Уште еднаш. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал 5.